мислам дека непотребно се одлага, меѓутоа тоа е тоа. Немаше услови за одржување поради оправдано недоаѓање на еден судија поротник, мораше да се одложи. Релативно за кратко време го одложи, со оглед на судската ваканција, па да видиме кои ќе бидат јавно обвинителски одлуки тогаш. До тогаш, бидејќи во секое време јавното обвинителство може да се откаже од обвинението по било која точка и да видиме кои одлуки ќе бидат на судот. За сега немаме зошто да преюдицираме во однос на судењето. Денеска беше согласно ЗКПС. Беше малку, ама беше согласно ЗКП. Од ова судење само очекувам правилност и правичност. Се надевам доколку се исполнат тие два услови дека со адвокатот ќе извојуваме победата. Во деталите во врска со предметот јас ви упатувам на адреса на адвокатот Филип Надарски. Добро, а за Томислав Кежаровски делото е застарено? Да, за Томислав Кежаровски делото е застарено и очекуваме во таа насока обвинителство да реагира за него. Обвинителката до сега не пречистила обвинението со оглед на тоа дека беше покажано. За причините не можам да кажам, меѓутоа рочиштето беше одложено. Верувам дека до идното обвинителство ќе реагира на тој начин. Очекувате ли одговорност можеби како граѓани на оваа држава за евентуална одговорност на оние кои го конструирале ова обвинение ако е политички монтирано како што нели се пласира? За тоа може да Томче, јас не ви кажам. Па јас искрено очекувам дека веќе ќе има разврска целиот овој случај, дека ќе бидат познати сторителите. Наспроти заложбите на Министерството за внатрешни работи да не одговара на сите оние мои барања за увид во предметот во досието, јас дојдов до некои заклучоци, меѓутоа во овој момент ништо, додека не се консултирам со адвокатот Медарски и додека не заврши целото судење. А после ова ќе работите на овој случај кога истражувате? Па не знам што да ви речам во овој момент, само чекам разврската од судењето, се друго е понастрана малку. Јас сум бранител на сега покојниот Борис Николовски. Заслужува да се каже, нешто беше невино обвинет и осуден. Него беше обвинет, притворен, обвинет, осуден за кривично дело кое го нема во законот, кое не постои, кое е избришано. И тоа у време на притварање, на поднесување на барањето за истрага. Човекот имаше фантастична кариера. Почна како приправник во суд у животот, судија во општински 1, судија во окружен, судија во апелациони, веде председател на апелациони, судија на Врховен суд и пензионер. Овој случај ја убрза смртта негова. Очекувате ли одговорност од оние кои што го конструирале обвинението ако нели таа теза се пласира се повеќе во јавноста дека станува збор за политички монтиран случај? Ја очекувам одговорност од секој судија кој што е во предметот бил. Заради тоа што судијата мора да се бори за примена на право. Народот вели, криво седи, право суди. А у овој случај политиката направи да го избрка правото од судница и да се суди како не треба да се суди.